Во пресрет на локалните избори на 17 октомври разговарам со двајцата кандидати за градоначалници од СДСМ Константин Георгиевски и од ВМРО ДПМН Кирил Пецаков. Ги прашав и како планираат да го решат еден од најгорливите проблеми со кои Охрид се соочува. Тоа се диво изградените објекти, од кои што директно зависи и статусот по ЮНЕСКО. Јас бев првиот градоначалник кој што се зафати да го решава тој проблем. Фокусот за решавање на проблемот е крајбрежјето и Националниот парк Галичица. Сите постапки и планови кои што се согласно планот за управување со ЮНЕСКО и препораките од реактивната мисија, ние постепено ги имплементираме. Тоа е процес кој што исто така бара континуитет, бара поддршка, бара храброст и бара решителност и како резултат на решавањето на тој проблем кој што го имаме долгогодишен, ние на сесијата која што беше оваа година од страна на ЮНЕСКО беа препознаени нашите заложби и беше валоризиран трудот и сето на кое што го постигнавме на тоа поле. Меѓутоа има уште многу за работа и затоа е потребна поддршка од граѓаните да продолжиме во права насока да го развиваме градот и да го задржиме и да го зацементираме, да го забетонираме статусот на Охрид таму кај што припаѓа. Меѓутоа, тука е заложбите и од централната власт, затоа што голем дел од препораките на ЮНЕСКО се во надлежност на одредени министерства. Реалноста е дека заради непринципиелните коалиции во Советот на општина Охрид во изминатите 4 години ние имавме генерирање на дивоградби и исти како такви репрезентативни примероци до ден денеш видливи во нашиот град. А останатиот дел на дивоградби, ако можеме така ги наречеме, се генерирани заради тоа што деталните урбанистички планови во Охрид за секое населено место се уште и после 30 години независност не се донесени, односно не се изработени и не се донесени на Советот на општина Охрид. Така да приказната околу дивоградбите е малце поширока, дека директно зависи статусот на ЮНЕСКО. Не сум па сигурен, а со сите оние препораки кои што се поврзани со ЮНЕСКО во наредниот период да ги спроведуваме, немаме никакви дилеми дека секој кандидат, убеден сум во тоа, дека заложбите за зачувување на статусот на ЮНЕСКО мора да се заеднички и мора да ги спроведуваме сите работи. Затоа што кои што ќе ги добиеме како препораки, затоа што друга опција немаме, а и друг бренд, за жал, во изминативе многу години наназад, освен како членка на ЮНЕСКО, ние како град Охрид не сме изградиле,